Повеќе од 6 поминаа од завршувањето на гимназиските денови на генерациите 52-53 и 53-54 година, кои денеска на собир се потсетија на средношколските денови. Велат дека дел од нив вакви средби прават веќе 8 пат, но и дека често знаат да се видат и дружат приватно. Да сме живи сите би биле до 90 души. Ама на списокон повеќе се крвчиња отколку живи луѓе. Што е тоа е, тука не можеме ништо да промениме. Се јави една идеја, другарот живее во Белград, некој војно лице, и таму се собира повеќе и ги пројаде носталгијата. Да дојдат, да се видиме, да се прегрнеме. Ние толку како со ученици не живеевме башка машки, башка женски, секој си имаше некој интерес друг. Подсетувајќи се на средношколските денови, поранешните гимназијалци раскажуваа колку имале построг режим на училиште, но и за различниот начин на дружење во тоа време. За учење бараа многу професорите знаење и многу бараа пристојно однесување. Сега, како сите деца и ние, кои ќе дотечеше Варвар, толку се радуваме. Траеше штети, ама па ќе не распуштат, некој ден па ќе утисаме. Така беше во тоа време, скромни, пристојни, воспитани и се оборуваше на матура многу. Димовска раскажува и дека токму нивната генерација инспирирала и онаа претходната да се приклучи на ваквите прослави. Ги имало вкупно во 3 класа, а денес се собра околу 20 на поранешни соученици кои се пресети и на дружбите од училишните денови. Па се организираше тогаш и некои вежби со бајле пред часовите, прати од војската, некој генерал-мајор. Он ќе свирне со свирчето и вежби правевме по кривартер. Ко необично ми беше, па после некако свикнавме и на тоа свикнавме. Послушни бевме, многу бевме послушни. По 60 години од гимназиските денови, славениците велат дека не може да се направи споредба на нивното време со денешните средношколски генерации. Овие средби со нетрпение ги очекуваат, бидејќи поретко може да се сретнат со старите пријатели и да си раскажат за големите дружби, од кои најмногу ги споменуваат екскурзиите ширум Македонија и поранешна Југославија.